Вторник, 23 декември, кратки вести во 12 часот. Автопатот Кичево-Охрид е најтешкиот инженерски проект не само во Македонија, туку и во целиот регион. За прв пат изведуваме сложени инженерски градежни зафати со цел да се овозможи стабилизирање на косините и земјиштето од овој обем, порача министерот за транспорт Александар Николовски, кој изврши увид во изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Додаде дека се работи буквално на пробивање на планини за косини кои што се 100 до 200 метри за земјиште кое што постојано се спушта до главната траса. Се решаваат вкупно 16 косини, од кои што на 14 ќе има стабилизација со така наречени галерии, нешто што, како што кажа Николовски, за прв пат ќе се изведува не само во Македонија, туку и во регионот. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов најави казни за неодговорно сопствеништво на кучиња и за водење куче без поводник на јавно место, особено големите опасни раси. Охриѓани се сведоци дека периодов наназад бројот на бездомни кучиња во Охрид, особено во централното подрачје, е зголемен за повеќе пати. Коментираат дека ни треба системско и хумано решение и апелираат до надлежните конечно да се реши овој проблем. Од јавното предпријатие Охридски комуналец неодамна за Супер радио истакна дека според нивни неофицијални сознанија, бездомните кучиња во Охрид се носеле од соседните општини. Поднесле барање за преземање соодветни мерки до МВР и општинскиот инспекторат, од каде добиле одговор дека истото не било во нивна надлежност. Убавините на езерото, градот и спортот е насловена првата самостојна изложба на фотографии на Петар Паунче Скитник, што ќе биде отворена во петок на 26 декември. Преку оваа изложба на едно место ќе ја доживеете смејата, тагата, возбудата, мирот и пред се љубовта кон малите и големите нешта што животот и природата ни го даваат. Отворањето е во 19 часот во просториите на Младински центар Охрид, а промотор ќе биде режисерот Илија Пиперковски. Петар Паунче Скитник потекнува од познато фотографско семејство и од мали нозе се запознава со убавината на светот, гледана преку објективот на камерата. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Дува слаб југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.